Звуците на гајдата, кавалот и тапанот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов оваа година силно одекнаа во дворот на новоизградената црква Свети Наум Охридски во Тринген, Швајцарија, како дел од големата прослава на македонците во земјата на банките. Македонската црковна заедница прославуваше 20 години од формирањето во новоизградената црква во Тринген, каде со свечена литургија чиноначалствуваше владиката Пимен. Потоа прославата продолжи во местото Сурц, каде над 1000 македонци од сите краеви на Македонија низ ора и песни се забавуваа до вечерните часови. Забавата со сплет на ора и песни од Кочанско ја увеличи фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, чиј настап ги воодушеви присутните, кои младите оризарски играорци ги наградуваа со долготрајни аплаузи. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов со средната група изминатите неколку дена патуваше во градот Луцерн во Швајцарија. Таму настапи со доста богата програма со оркестарот на народни инструменти при фолклорниот ансамбл, инструментална изведба, неколку песни од осоговијата, ора и песни од осоговијата, сплет од Бела Рада, крастачка докторе Клањарка, моми одат Оризарско поле, шопчи на 3 пати и доце. Најави за нови гостувања, да, веќе можеби во наредните неколку месеци повторно ќе имаме едно гостување во западните земји. Се надевам ова гостување во Швајцарија ќе се повтори и наредната година, а во меѓувреме следуваат фестивали, секако денови на Кочанскиот ориз, каде ние ќе бидеме домаќини. Колку им значи црквата и заедништвото на нашинците во Швајцарија зборуваат самите тие. Македонската заедница е добро организирана, беше добро организирана, мислам дека и сега функционира добро. Благодарение на таа добра организација заеднички успеавме тоа што го веќе имаме. Така со Сдруженијето на македонците заедно, тоа е еден успех на сите нас, не само на црковната општина, туку и на сите друштва што постојат во Швајцарија. Затоа е изграден, нели, да донесе многу добри работи. Самите гледаме колку е потребен, така да многу пати самите викаме, ако не бил тој храм, ако не било тоа веќе изградено, кај ќе биле тие наши крштевки, кај ќе биле тие наши вечерки, така да дојде храмот на право време. Ова прво гостување во Швајцарија е големо постигнување за членовите на ансамблот. На ова патување ние бевме поканети од нашата сограѓанка Рената Стојанова, која што на еден многу убав гостопримлив начин не покани, бевме неизини гости неколку дена. Па целото ова патување, како и повеќето патување на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов е и повеќе од успешно. Особено кога патуваме во земја каде што живеат македонци, кои што не секој ден може да ја посетат својата земја. За успешноста на гостувањето зборува податокот дека оризарчани добија ветување на повторен настап